Југозападно од Скопје на 15 на километри се наоѓа Марковиот манастир. Од Скопје до Марковиот манастир се стигнува по две патеки. Првата е пократка, води преку селата Сопиште, Ракотинци, Добридол и Сушица, а другата подолга патека води јужно од Скопје покрај Вардар и поминува десно покрај селото Горно Лисиче и влегува измеѓу два брега по кој тече Маркова река. Во средината на манастирскиот двор е подигната црква од камен посветена Свети Димитрije. Убава и добро сачувана градба со оглед на незината старост. Според титорскиот надпис, манастирот почна да се гради 1346-47 година за време на царот Стефан Неманич и кралот Волкашин, а била завршена за време на кралот Марко. Поради оштетеноста на последната буква или бројка од годината во која, според надписот, бил завршен живописот во црквата, сликарството во неја се датира од 1376-77 или 1380-81 година. Во живописувањето на црквата зеле учество две сликарски групи. Првата дојдена од сликарските работилници во Охрид, а втората со претпоставено скопско потекло на работилницата. На западната страна од црквата на крајот на 18 век е изграден терма подигнат од Гамзи Паша, кој прво сакал да го сруши Марковиот манастир, но се разбодел и оздравел откако се искапил во Марковата река. Како благодарност не го срушил, туку го доградил тремонт кој онака го нарушува изгледот на црквата. Во почетокот на 19 век во Марковиот манастир игумен бил јеромонах Кирил Печиновиќ, роден во тетовскиот крај во селото Теарце. Како игумен на Марковиот манастир, Кирил имал некако видна школа во која собирал младината и ја подучил. Кирил 1816 година ја издал својата книга Огледало, во која тој се нарекува игумен и јеромонах на Марковиот манастир. Најстар конак е западниот, изграден во 14 век. Интересно е тоа што конаците биле живописани и однатре и однадвор, но бидејќи биле опожарувани повеќе пати, се останати само неколку фрагменти. На еден од фрагментите е представен Христос на престол. Во апсидата на трпезаријата представена е многу оштетена представа на тајната вечера. Во 19 век во Марковиот манастир игумен бил Макари, кој во овој манастир служил на Бога 50 години. Во манастирскиот двор положени се моштите на овој игумен. Обимните ѕидови на црквата Свети Димитрија затвараат еден правилен правоаголник, а слободните 6 столбови по 3 во колона ја делат црквата на 3 брода. Дури во висината, главните лакови измеѓу вториот и третиот пар столбови, гледано од запад, трансептот со ширина на средниот брод ги сече бродовите и во сводовите прави крст во која што средина добиваме квадрат на која се наоѓа кубена пандантифида. Распоредот на масата и просторот на црквата Свети Димитрија го покажува големото мајсторско искуство и префинетиот вкус. Со секој елемент од својата градба, архитектот се трудил да покаже каде е главниот простор и на ансамблот да даде што помонументален и попомпезен изглед. Малите кровови кои ги покриваат бочните бродови пониски се од крововите кои ги покриваат средниот, главниот брод, но сепак се повисоки од крововите на препратата. Трансептот кој ги пресекува бродовите е еднаков на висината на средниот брод на црквата. Пресекот на овие кровови формираат крст на кој се издига куполата. Куполата од надвор е октогонална, од внатре цилиндрична и има 8 тесни прозори. Да го постигне ефектот на второстепена пластика, архитектот на црквата Свети Димитрија употребувал современи конструктивни и декоративни елементи.
Пластиката на зидот е изведена на византиски начин, дискретно, без големи истапувања, туку искрено да ја покаже конструкцијата во самото тело на градбата од една страна, а од друга страна стилизирано да ја нагласи таму каде што ја нема, а каде би можело да ја има. Сликата на патронот на црквата над влезната врата се темели на литургиско-поетски текстови што ја прават единствена во византиската уметност. Имено представата на Свети Димитрije е исклучителна не само поради тоа што тој е насликан на бел конј, туку поради обележјата на неговата парадна војничка облека и бозлоган од двораците, како и представите кои го обкружуваат. Христос Емануел во небесен сегмент и 6 ангели кои му ја носат дополнителната опрема на војна, како што се шлем, меч, оклоп, ракавици, штит и лак, како и венецот, византиски знак за светост. Во лунетата над јужниот влез насликани се ктиторите, кралот Марко лево и татко му кралот Волкашин десно. Обајцата имаат свитоци со текст од основачката повелба на манастирот. Марко во десната рака има голем метален рог, крунскиот божиот царски символ во Стариот Завет. Со овој атрибут е оликотворена идејата за Марко како втор цар Давид. На негово чинот на кронисување се излил дарот на Светиот Дух и така го миропомазал новиот крал. Ова иконографија е направена според примерот на аналогни византиски царски представи или историски композиции кои биле втемелени во стиховите од 88-от Давидов псалм во кој се говори за Божјата поддршка на новиот владетел во борбата со секое зло и Божјиот благослов за продолжување на неговиот род и престол. Над представата на кралот Марко представени се Екатерина, Свети Стефан, царот Давид, во средината Света Богородица со Христос, Архангел Гаврил, цар Соломон и Анастасија Римјанка. Над јужниот влез се наоѓа ктиторскиот надпис. Овој ктиторски надпис се вели дека светиот и божествен храм на светиот великомаченик Христов победоносец и чудотворец Димитрий бил обновен со залагањето на благоверниот крал Волкашин и кралицата Елена и нивните возлюбени ќерки и синови. Манастирот бил почнат да се гради во годината 1346-47 во деновите на благоверниот цар Стефан и христолюбивиот крал Волкашин, а се завршил во деновите на благоверниот и христолюбив крал Марко. На северниот зид, лево од главниот влез, во првата зона представена е ктиторската композиција. Иако многу оштетени, идентификувани се кралот Волкашин на среде со кралицата Елена десно, прикажани како го предаваат моделот на црквата на патронот Свети Димитрий, насликан меѓу нив во облак носен од ангел. До татка си Волкашин е кралот Марко лево, а обајцата ги благословува Христос Емануел насликан до појасно во небески сегмент. Оваа композиција идејно е вклучена кон представите на светите војни властелини и царскиот деизис. Од живописот на Марковиот манастир најмногу ќе се задржиме на олтарскиот простор. Од целиот олтар наоколу, а не само во олтарската апсида, првиот најдолен појас на фрески сочинува една целина – небеска литургија или уште наречена божествена литургија. Во средината на олтарската апсида, под прозорот е прикажан Исус како архиереј, облечен во сакос и омофор со крстови и стои позади чесната трпеза на која има кивори. На десната јужна страна, во олтарската апсида се насликани група крилати ангели облечени во бели стихари и орари, кои ги носат на левото рамо. Првиот ангел во десната рака држи кадилница, а во левата држи свеќа. Вториот ангел во двете раце држи голем омофор, кој поминува преку неговата глава и преку главата на третиот ангел. Третиот ангел ја држи десната рака на градите, а во левата рака држи свеќа. Позади вториот и третиот ангел насликан е ангел кој држи рипиди. Четвртиот ангел носи покриен дискос на главата. Петиот ангел е облечен не како јакон во стихари орар, туку како свештеник во фелон и епитрахил и носи во рацете голем путир, украсен со драгоцени камења. Позади четвртиот и петиот ангел е насликан повторно еден ангел со две рипиди. Сите ангели имаат нип околу главата, освен оние што носат на главата дискос или омофар.
Овој ред на ангели продолжува и на зидот поред дјакониконот, каде е насликан еден крилат ангел кој во рацете држи лахан и кондир. Облечен во бел стихар и има плетена виткана коса како венец околу главата во која има врвца. Како и сите останати ангели во групата. Во нишата на дјакониконот насликани се два ангела. Едниот во рацете држи кадилница, а другиот дарохранилница. На спротивната страна на дјакониконот на зидот до камениот иконостас, во аголот е представен еден архиереј во полиставрион и држи свиток со нејасен запис. До овој архиереј е уште еден архиереј во природен раст во полиставрион. Од левата северна страна на олтарската апсида до спасителот во великиот вход е еден крилат ангел во бел стихар, орари на раквици. Во левата рака држи кадилница, а во десната свеќа. До него е насликан Свети Василий Велики во полиставрион и омофор и држи покриен путир. Лево од него е представен Свети Јован Златоуст, облечен како и Свети Василий Велики и во рацете држи путер. Позади нив е насликан еден ангел кој држи две рипиди. Потоа следи третиот архиереј во полиставрион и омофор со круна на главата и долг крст во десната рака, кој е украсен со драги камења. Лево од него следи четвртиот архиереј Григори Богослов, келав со бела брада, облечен во полиставрион со Евангелие во раката. Позади третиот и четвртиот архиереј насликан е ангел со две рипиди. Овој ред архиереј продолжува со Кирил Александриски, насликан на зидот покрај нишата на проскомедијата, кој припаѓа на входот, представен со округла капа на која има крстови и држи свиток со нејасен запис. Архиереите и ангелите имаат нимбови, а останатите фрески околу проскомедијата се оштетени. Во нишата на протезисот е представен мртвиот Христос, поставен на одар како евхаристична жртва и над него се насликани Свети Петар Александриски и ѓаконот Свети Стефан. Оваа сцена е ликовно представување на еден дел од литургискиот процес, наречен службата на проскомедијата. Над првиот појас фрески на великиот вход следи вториот појас фрески од циклусот на Богородичниот акатист, кој почнува во олтарската апсида, десно од олтарскиот прозор, со првиот тикос па води по јужната страна на наосот околу целиот наос и припратата се до северниот прозор во олтарската апсида, за да заврши со 12-тиот кондак. Првиот тикос во олтарот од десната страна на олтарскиот прозор, во вториот појас фрески прикажано е благовештение. Пресвета Богородица е представена во синмафорион со звезди на главата и рамењата. Седи на голем престол без наслон, со наведната глава према ангелот, а левата рака е спуштена надоле, држејки фурка, а десната ја држи отворена при градите. Архангел Гаврил е представен во лед како се симнува од небото и со десната рака ја благословува Богородица, а во левата држи скиптар кој на врвот е украсен со бели точки. Од сегмент на небо е представен зрак кој косо допира до Богородица. Во позадината има зид, драпедија, како некако вид на купола или кивори на столбовите од мермер. Во првиот кондак Богородица е прикажана исто во синмафорион, која седи на висок престол со висок наслон. Во левата рака држи фурка, а со десната искажува чудење и колебање. Архангел Гаврил стои во царска облека со поглед кон небото. Во десната рака држи скиптар кој на врвот е украсен со бели точки или цветови. Левата рака му е спуштена надоле преку која паѓа еден крај од лоросот. Во позадината има архитрав на тенки столбови. Повторно од сегмент на небо косо допира зрак према Богородица. Измеѓу Богородица и Архангел Гаврил насликана е голема вазна со цвеќиња. Над зидот, лево во ѓакониконската ниша, е насликан вториот тикос. Пресвета Богородица со левата рака спушта кофа со коноп во бунар кој има облик на крст, а десната рака ја држи на градите. На лицето и движењата на Богородица изразен е страв и зачуденост. Архангел Гаврил е представен како лебди над бунарот и ја благословува Богородица. Во позадината има насликана базиликална зграда, а над архангелот косо паѓа зрак кон Богородица.
Вториот кондак прикажан е во горниот дел на јакониконската ниша. На два ангела Богородица седи на огромен престол без наслон и во десната рака држи вретено и преде. Позади неа стојат два ангела и држат широка наметка со која ја покриваат нежно Богородица. И повторно е представен зрак како символ на зачнувањето. Композициите на третиот тикос и третиот кондак се наоѓаат на јужниот зид на јакониконот. Сцената на третиот тикос е вообичаена представа на средбата на Марија и Елизавета, чии лица се многу оштетени. На следната сцена е прикажан третиот кондак, како и во сите други циклуси на акатистот се слика обвинувањето на Јосиф на Марија. Богородичниот акатист одовде продолжува во наосот се до северниот зид на олтарската апсида, каде што завршува со 12-тиот тикос и 12-тиот кондак. Првата представа позади олтарската преграда на северниот зид во протезисот представена е илустрацијата на 11-тиот тикос во која се представува Богородица како светилка. Фронтално е представена Богородица со малиот Христос, кој со двете раце благословува. Над главата на Богородица е насликана голема свеќа, која го осветлува горниот дел на сликата, особено главите на апостолите кои приоѓаат од обете страни поклонувајќи се на Богородица. Од левата страна групата ја предводи апостол Петар, а од десната страна на Богородица приоѓа на чело со апостол Павле. Оваа сцена обично се слика без бочните групи или околу неа е представен народ на кој таа им се појавува како светилка во темнина. Само во Марков манастир на Богородица и се поклонуваат апостолите. Во композицијата на 11-тиот кондак во средината на сцената, Христос е поставен пред полукружна градба со апсидална конха. Христос го кине свитокот на старите долгови или Адамовиот хирограф. Десно од Христос е представена група на старозаветни ликови, чии глави се во поголем дел оштетени. На левата страна е група на апостоли на чело со апостол Петар, која подигнува раката према Христос. Позади Петар во прв план е насикан Павле во ист став. По оваа сцена следи 12-тиот тикос и 12-тиот кондак. Овие сцени представуваат тематско композицијско единство. Нивното сценско дефинирање е директно произлезено од изгледот на дворскиот богослужбен церемонијал. Имено според хрониките на Псевдокодин, во четврток на петата недела од Великиот пост, во Царската палата во Константинопол била внесувана чудотворната икона на Богородица од Егитрија и останувала таму се до пасхалниот понеделник. Певците го означувале влегувањето и излегувањето на чудотворната икона со пеење на акатистот, а целиот церемонијал е во чест и слава на Богородица. Во 12-тиот тикос во средината е представена иконата од Егитрија, која представува Мајка Божја како ја навалува главата кон малиот Спасител кој го држи во левата рака. Детето е во прегратката на мајка си околу незиниот врат. Подод Егитрија е поставена скапоцена прекривка украсена со бели двоглави орли, а иконата е носена на грбот од една човечка фигура. Од левата страна на од Егитрија е насикан ѓакон кој во десната рака држи кадилница, а во левата ѓаконски рипиди. Од десната страна на од Егитрија е представен царот Иракли во облека на византински император кој држи крст во десната рака. Позади царот представени се група државни достоинственици и големци во скапоцени манди. Позади царот Иракли исто така има насликано ѓакон со рипид. На 12-тиот кондак исто така во средината е прикажана иконата од Егитрија која се разликува од онаа во 12-тиот тикос. Овде Богородица е представена во исправена положба. Во левата рака го држи малиот Христос кој со десната рака благословува, а во левата држи свиток, додека Богородица со десната укажува на Спасителот. Иконата ја придржува едно лице, под иконата и овде е представен скапоцениот прекривач. Од левата страна од Егитрија насликан е патриарх Сергеј. Во левата рака држи голем крст, а во десната кадилница. Патриархот е гологлав, облечен во полиставрион и омофор, а позади него е уште еден архиерей со александриска капа. Во заден план се насликани тројца ѓакони.
Од десната страна на иконата се представени пејци во скапоцени хаljини и со шилести чудни шешири на главите, а со рацете даваат такт. Пред нив се насикани две мали деца, од кои едното држи свеќа, а другото отворена книга. Овде е прикажан патриархот Сергеј како после спасувањето на Цариград од непријателот во храмот влахерна на Богородица и пренесува благодарност. Интересен детај на двете икони, представени на обете сцени, е обетката на увото на малиот Христос. Овој исклучителен детај е превземен од народниот обичај со источно потекло, според кој на машкото дете му се става обетка на увото како амајлија од уроци во оние семејства каде што потомокот е единец. Во капителот на олтарскиот прозор има представа на Свети Димитриј. Третиот појас на фрески во олтарот е над појасот на акатистот. Овој циклус почнува со две сцени од олтарскиот прозор во неговиот горен дел, и тоа со причестување на апостолите и тајната вечера. Во олтарската апсида, северно од олтарскиот прозор, представена е сцената причестување на апостолите со свет леп. Позади честниот престол, кој е покриен со црвена ткенина, стои Спасителот и ги причестува апостолите со свет леп. Начело со Петар, која предводи групата која му приоѓа од десната страна со дланките положени една врз друга. Последните тројца апостоли се прикажани во разговор, со гестикулации. Позадината е зид со базиликални кули кои се споени со драперија. Од јужната страна на олтарскиот прозор е насикана сцената на причестување на апостолите со света крв. Позади истаков престол, како и на минатата сцена, стои Спасителот и ги причестува апостолите со вино од голем путер. Апостолите повторно со Петар на чело приоѓаат со рацете прекрстени на гради. Над престолот повторно има кивор и ангел. Понатаму од јужната страна на олтарската апсида следи сцената тајната вечера. На полукружна екседра во средината седи Христос со нимб, а апостолите се без нимб. Спасителот држи во левата рака свиток, а десната рака му е на маса и благословува, додека апостол Јован ја наслонува главата на неговото десно рамо. На екседрата се поставени три чини. Во едната има риба по која Јуда се посега, а во другите две е лебот. На екседрата се представени три ножа и 4 роквици. Околу масата се насликани апостолите збунети и ожалостени од зборовите на Христос дека еден од нив ќе го предаде. Овој циклус продолжува на зидот над нишата на јакониконот со сцената миење на нозете. Христос е представен на левата страна, обвиен со ленти и стои пред сад со вода кој изгледа како мала крстилница. До овој сад е насликан кондир со високо грло. Апостолите се представени на широка и голема екседра, а прв на кој ги мие Христос нозете е апостол Петар. Христос со левата рака ја држи десната нога на Петар под стапалото, а со десната благословува. По оваа сцена следи нејасна сцена која е оштетена, а одовде циклусот се продолжува ни целиот храм за да заврши во олтарот со последната сцена Христово јавување на мироносиците. Во оваа сцена Спасителот представен е во бела облека и со двете раце испружени ги благословува двете Марии, Богородица и Марија Магдалена, кои клечат под рацете на Спасителот, пружајки раце према него. Позади двете Марии е насикано по едно ниско дрво со широки листови. Во олтарот, освен споменатите три појаси на фрески, има уште две фрески: Симнување на Светиот Дух и Христовиот медаљон. Симнување на Светиот Дух представена е во олтарската апсида на јужната страна над тајната вечера во третиот циклус. Над апостолите кои се во полукруг лебди Светиот Дух на плаво небо како гулоб. На олтарскиот свод најгоре е насикан Христос во медаљон кој ги благословува. Медаљонот го држи ангел во лед. Во апсидата на олтарскиот простор представена е Богородица во орантен став помеѓу архангелскиот пар Архангел Гаврил и Архангел Михаил, додека над неа во конхата на апсидата представен е Христос Емануел.
Изненадени сме од еден елемент кој го забележавме на столбовите, кои влегуваат во состав со камениот иконостас. На местото каде што треба да се капителите на столбовите, на источната страна на двата столба е насликан по еден мајмун. Мајмунот на јужниот столб, исправен на задните нозе, насликан во жолта боја со долги влакна. А оној мајмун на северниот столб, исто така исправен на задните нозе, има ланец околу вратот. Зографот ги сокрил од гледачот и може да се видат само од олтарот. На останатите страни од столбовите, јужни, западни и северни, веднаш до мајмуните, насликани се ангели во лед. Според мислењето на Глигори Богослов, овие фигури представуваат ѓаволи врзани со ланци околу вратовите, кои ангелите ги фрлаат во оган.